Кумановци од минатата среда плаќаат поскап такси превоз. Поради рекордно високите цени на бензините, таксистите на своја иницијатива одлучија за 20 денари да ја поскапат услугата. Досега беше по 60 денари за возење до 2 километри, а сега ќе чини 80 денари и за секој нареден километар по 40 денари. Согласно законот за корекција на цената на такси услугите на општинско ниво, неопходна е согласност од Советот на општината. Меѓутоа, ова тело досега не дебатираше по ова прашање. Таксистите од Куманово одбија да зборуваат пред камерата за новото покачување на цените на превозот. Меѓутоа нагласија дека биле принудени на ваков чекор, бидејќи досега неколку пати побарале средби со представниците на секторот за комунални работи, сообраќај и инфраструктура при општина Куманово, како и Советот на општина Куманово, кои досега не одговориле на нивното барање за покачување на цените. Телевизија Плюс се обиде да контактира со Сдруженијето на такси превозници во Куманово, меѓутоа дел од таксистите не информираа дека Сдруженијето не функционира одреден период. Кумановци кои што ги прашавме нагласија дека се запознаени со новата цена. Тие не гледаат вина кај превозниците, нагласувајќи дека цените на сите производи и бензините постојано растат. Оние што имат, за нив толку не никаков проблем, меѓутоа за ниската класа, работници, безработници, социјалните, за нив е многу тешко. Оправдано ли е покачувањето на цената на такси превозот кога еве постојано растат горивата? Оправдано е и за таксистите. Зошто? Таксистите не се криви. Крива е ситуацијата што на берза поскапува и плинот, и бензинот, и сите работи, а артиклите домашни поскапуваат и таксистите имат право да ги покачат. Да, сме запознаени, цените се, значи, страшно. Гориво се качува. Како може таксистите да возат без да немат корист од тоа? И нема ни да се возиме со такси повеќе. Како ќе влие сето ова на нашиот семеен буџет? Страшно. Страшно. Со моја една пензија 11.000, нема 12 без 30 денари. Можам ли да се возам со такси? Не. На се покачени цените. Ако е зејтин, ако е брашно, ако е шекер. Што вие мислите, со 12.000 пензија може да се издржи? Плати вода, ѓубра, струја, телефон, тие давачки, комуналија. Повише од пола пензија ми оди само за давачки. Што да правиме? Тоа е, не можеме. Нека мисла тие што седат таму на фотелите, нека му мислат за народот, што трпи. Јас со една пензионерка сама сум. Како и да ја ќе издржам. А што мислите вие што се со 4 члана породица кои одат на училиште? Баби и дедовци, татковци и мајки не работат. Баби и дедовци ги издржуваат внуците. Сакат книги на школа, сакат да појде да му даде кифличка да му стави во чантичка да јаде, водичка да му пружи. Тешко е. Од општина Куманово потврдија дека во Советот на општината не е изгласана корекција на цените на такси услуги во Куманово. Дополнија дека во моментов 14 фирми имаат важечки лиценци за такси превоз. Председателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска информираше дека се запознаени со барањето на такси превозниците и веќе на наредната седница, која е закажана за 11 месецов, ќе се дискутира на оваа тема.